Амазон ја достигнува својата пресвртна точка и 8 јужноамерикански земји се сретнаа за да се договорат како да ја надминат ситуацијата на самитот на Организацијата за договор за соработка на Амазон Акто во Белем, Бразил. Ова беше прв самит во последните 14 години на групата формирана во 95-та година од нациите кои го делат басенот Амазон. Еве што произлезе од декларацијата. Државите се здружија за да се борат против уништувањето на амазонските дождовни шуми, но имаат дискреционо право за тоа како да ги остварат своите индивидуални цели за уништување на шумите. Исто така се повикува на зајакнување на соработката меѓу агенциите за спроведување на законот, кога станува збор за одредени недозволени активности како уништување на шумите, трговија со фауна и флора и продажба и шверц на жива, која може да ги загади водните патишта кога се користи за илегално ископување злато. Декларацијата исто така ги повикува развиените нации да се придржуваат до обезбедувањето финансиска поддршка за земјите во развој. Значи со други зборови ништо конкретно. Колумбискиот председател Густаво Петро повика на прекин истражувањето на нафта во Амазон, но со ова можеби нема да се согласи Бразил кој е главен производител на нафта во регионот. Петро исто така предложи да се формира воен сојуз како НАТО за да се заштити Амазон и да се справи со организираниот криминал. Тој тврди дека богатите нации треба да го заменат надворешниот долг на земјите од Амазон во корист на климатските активности со цел да се создадат доволни инвестиции за зајакнување на економијата во регионот на Амазон. Автохтоните групи може да бидат некои од победниците на самитот, со декларацијата која ги признава нивните права на традиционалните територии и воспоставува систем за нивно учество во рамките на АКТО. Научниците предупредуваат дека уништувањето го турка Амазон поблиску до пресвртната точка, пошто дрвијата ќе изумрат и ќе ослободат јаглерот наместо да го апсорбираат, што во суштина би ја нарушило рамнотежата на планетата. Некои научници велат дека кога ќе се уништи 20 до 25% од шумата, врнежите драматично ќе се намалат, трансформирајќи повеќе од половина од прашумите во тропска савана, што неизбежно ќе доведе до огромно губење на биолошката разновидност.